политичарите, функционерите и нивната честност или отчестност. Дека ја има, но на кое дередже сме по прашањето на корупција во државата? За овие теми анализирам со мојата гостинка во ова интервју, првиот човек на антикорупцијска комисија, претседателката Билјана Ивановска. Добре ми дојдовте. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Ќе тргнеме по овој редослед, ќе речам реално честни или лажно отчетни. Какви ни се политичарите во државата, е вака да почнеме како вовед, оние кои што, и не мора само политичарите, туку функционерите, оние кои што треба да бидат огледало во државата, по кои што треба да се води народот? Вака сега, како работат политичарите, дали наменски ги користат средствата, зашто ги користат, дали ја постигнуваат целта со трошењето на буџетските средства, за тоа најдобри одговори даваат извештаите на Државниот завод за ревизија, кој што кажува дали постои наменско и законско користење на овие средства. Ние, како ние работиме, знаете дека работиме по поднесени пријави од граѓани или од институции, или од, со еден збор по поднесени пријави или по допрен глас, по објавени информации во медиумите и отвараме предмети по собствена иницијатива. Со оглед на бројот на предметите кои што е пред нас за работа, можеме да кажеме дека имате доста. Така е, тоа укажува дека степенот на корупција кај нас се уште е висок и покрај тоа што ете по извештајот на Transparency International со добиени 4 бода паднавме на 87-то место, меѓутоа има уште многу простор да се работи. Пред се, ќе споменам, работејќи ја националната стратегија за борба против корупција, секогаш повторувам, најризичните фактори беа политичкото влијание, неказнивоста, недоволната транспарентност, отсуството на интегритет. Значи, тоа се главните фактори кои што доведуваат до корупција. Се уште постојат, меѓутоа ме радува фактот што свесноста кај граѓаните се буди, на овие анкетите што се спроведени од страна на невладиниот сектор, граѓаните покажуваат дека проблем број 1 им е корупцијата. Тоа е добро, значи се свесни дека тоа е проблем и дека не треба да биде начин на живот, како што предходно нели си ги оправдуваа на некој начин носителите на функции, дека па добро на функција може да си користи, да си дозволи да си ги користи привилегиите и така натаму. Што значи дека сега се менува свеста, тоа е многу важно и е клучно, бидејќи во основа и ние имаме проблем со нашиот менталитет, односно со недоволно развиената свест. Така да уште има многу пред нас, иако ќе речам дека процесот почнал. Дека имаме проблем со менталитетот, со нашиот ментален склоп, се покажало во многу наврати, сега ги оправдавме граѓаните и рековме дека се буди нивната свест. Ама каква е свеста кај политичарите, пак ќе речам кај функционерите? Па имајќи во предвид дека кој ги избира политичарите? Ги избираат граѓаните, што значи оценката на граѓаните ќе биде кажана на некои наредни избори. Тогаш и свеста и совеста на политичарите ќе почне да се менуваат. Тие се взаимно поврзани процеси. Учат ли од претходните грешки? Според она што вие го имате, да речеме, како еден вид на ревизор и извештаите, што покажуваат кај вас при подготвувањето, при потполнувањето на оние анкетни листови, колку се тие отворени, колку може да знаеме дека се навистина честни? Анкетните листови се една работа, тоа е состојба на нивната имотна состојба и дали се тие отчетни во тој дел, би рекла во принцип да, отчетни се, иако се уште има луѓе кои што се избрани и именувани, а не поднеле анкетни листови. Впрочем, нашата акција од претходната година, крајот на годината, со 710 отворени предмети за неподнесени анкетни листови, кажува само по себе до кај сме со тоа прашање, така што и тука има уште простор да се работи, меѓутоа верувам дека секој што еднаш веќе е опфатен со казна, знае за секогаш дека мора да поднесува анкетен лист. Другото прашање, дали се учат од грешките од претходните, би рекла дека има и такви исклучоци, меѓутоа во основа гледаме дека за некои прашања кои што и претходно беа адресирани дека се проблематични, се уште продолжуваат во наредниот период и тоа не е добро. Ќе ги спомнам хонорарците. Значи хонорарци, ангажирање на луѓе со авторски договори, ова не е пракса од сега, ова е пракса многу стара. Ама токму тоа, затоа што не е пракса од сега пак отвара многу нови прашања. Зошто тоа било, да речеме, под тепих до сега? Кој го криел тоа? Каде се затајувало?
Или пак беше јавна тајна? Па може би беше јавна тајна. Видете, алатката отворени финансии овозможи вашите колеги новинари да дојдат до таа информација, па ние се зафативме понатамо. Тие си го работеа тоа, вие на Точно, ние врз основа на тоа го отворивме предметот, ги направивме анализите и дојдовме до фрапантни бројки некаде од 2017 до 2021 крајот на октомври, бројката е некаде околу 2,5 милиони. Тоа не се пари за фрлање. Мислам дека треба тука веќе да се замисли генералниот секретаријат, особено кабинетот на вице-премиерката, кој што посебно се занимава со добро управување. Тука се мисли и на добро управување со буџетски средства. Добро, еве го спомнавте веќе генералниот секретаријат, кога веќе го повлековте тоа прашање, антикорупцијска се заложи за иницијатива, нели, за против скандалот со Драги Рашковски и Мухамед Зекири. Не отстапувате од случајот со несудената конзулка во Њујорк, ЕЮПИ. Тука исто така се покажа фрапантни резултати и фрапантни податоци. Пак ќе речам, влеговте во коштец со правобранителството, бидејќи колку што знам минатата недела веќе имавте мали препукувања со правобранителството. Вие баравте една таква иницијатива, правобранителството врати да си проверите што се случува во вашите редови, меѓу вашите членови, дали има судирни интереси и така натаму. Како очекувате, каква разврска очекувате во врска со ова? Видете, во однос за ЕЮПИ? Да, значи, и воопшто и за претходните два случаи кои што ги спомнавме и за хонорарците. За хонорарците ви кажав, тоа е завршена анализа. Таа анализа ќе биде доставена до кабинетот на вице-премиерката, до владата воопшто, до генералниот секретаријат, бидејќи треба да им укаже дека треба да се ослонат на своите собствени сили од тие 250 и повеќе од 250 вработени во генералниот секретаријат. Во суштина ние треба да правиме професионална администрација, а не политичка. Секоја гарнитура како ќе дојде ангажира некакви лица преку договори за дело, односно авторски договори, преку агенции за привремени вработувања, и знаете зашто се тука ризиците високи. Затоа што од соодветните агенции, било да е едната или другата, да е за привремени вработувања или за авторски договори, се посочува точно името на лицето со кој сака да се склучи договорот. Значи тука немате фер конкуренција за избор на некој најдобар кој што ќе извршува таа работа, туку напротив точно се посочува кое лице да го склучи соодветниот договор. Сега, од овие сите ангажирани, знаете дека негде околу 30-тина, помалку 30, 27-8 лица веќе се вработени со трајно вработување во генералниот секретаријат. Тоа што значи? Тоа значи дека тие работејќи преку договорите, како договорци, тие стекнале конкурентска предност пред другите и тука веќе се губи фер плей играта, односно запазување на сите оние процедури што одат преку агенцијата за административни службеници. Значи они веќе знаат за што се работи и кога ќе одговараат на стручни прашања, нив ќе им биде многу полесно во однос на другите кандидати. Тие веќе ги знаат така речено тајните. Така е, значи тоа не е во ред. Тоа не е во ред. А тоа, значи, овој начин има некоја привилегија што им овозможува да се запознаат пред со процесот на работење. И покрај тоа има и други ризици. Може и да не се вработат, а во текот на ова ангажирање за нив да се вложува, пример да одат на некаква работилница, обука и така натаму, а немаат никаква одговорност и никаква обврска према генералниот секретаријат, затоа што нема договор за вработување, туку има договор за ангажирање. И тоа се меч со двеоштрици, затоа треба точни, јасни, прецизни договори за вработување со преку точно утврдена процедура, со законска процедура. Што е со случајот ЕЮПИ? ЕЮПИ, значи во случајот ЕЮПИ колешката утврди дека таа и покрај тоа што е редовно вработена на друго место, она во исто време има склучено договори и во правобранителството и во тие општините Чаир, Сарај, Петровец, што беа наведени. Значи договорите се многу слични еден на друг. И прашањето се поставува како може во исто време да ги исполни сите тие работни задачи кои што се нафатила дека ќе ги исполни. Колешката направи анализа на извештаите, дали тоа би се одвесувало со извршената работа, и тука кај незе се појави сомнеж зашто реагира правобранителот и кажа дека Државната комисија не била надлежна да анализира, туку треба само да види дали имало извештај или немало. Значи ние не сме Тоа е така навистина или? Не е точно. Значи ние не сме проформа комисија, институција, напротив, ние гледаме и подетално кои се причините, што е содржано, која е суштината на проблемот.
Ако беше така, тогаш за непотизам немаше никогаш да ги откриеме предметите кои што ги отворивме уште во првата година од нашиот мандат. Меѓутоа, ние токму со длабинска анализа успеавме да откриеме кој како зошто избива од некое 40 место, од некое 11 место и доаѓа до врвот. Ги наоѓаме, значи, поврзаноста на елементите на тој предмет. Така и во овој случај. Така што мислам дека тука не сме ги надминале нашите надлежности, напротив. Ама наместо професионалност бевте малтене некако обвинети дека кај вас е проблемот, дека вие имате судирни интереси? Не, немаме судир, него напротив, обвинувањето од страна на правобранителот беа во насока на тоа дека колешката која што работела на предметот била во судирни интерес. Значи, она не е во судирни интерес ниту со правобранителот, ниту со ЕЈУПИ, за да го работи тој предмет. Имало некоја си правобранителка од Велес која што се повикала на незино име и побарала унапредување. А нашата колешка неа ни познава таа особа. Тоа е проблем на правобранителот кој што треба да се расчисти во своите редови. Дали треба некој да се повикува на туѓо име за да биде унапреден или не треба? Мислам, тоа е негов проблем, не, воопшто не е наш проблем, дотолку повеќе што таа нити е во роднинска врска, нити е блиско лице, нити па колешката наша ја познава. Апсолутно не. Колку судските инстанции се подготвени во разрешување на споровите, еве како следна, да речеме, тема, функционира ли воопшто кај нас судството, верувате ли вие во правда? Па кажа ми амбасадорката, 8% е доверувата, мислам, повеќе од тоа што да коментираме. Колку се подготвени, гледаме. Колку се подготвуваат и дали се подготвуваат, треба тие сами да кажат. Вие лично? Па наши предмети до судство не дошле до суд. Нашите предмети се уште во обвинителство заглавени, така што да кажам за судството. Има ли барем некој предмет наидено на некоја разрешница? И всушност, впрочем, докаде е предметот со, еве да речеме, паркингот кај Holiday Inn, кој што беше една спорна, да кажам? Беше и е спорна. Што да кажам? Значи, ми се чини дека нема интервју кај што не го спомнувам тој предмет, затоа што навистина е многу важен предмет. Тоа е предмет од висок јавен интерес за граѓаните. Срцето на Скопје е во прашање. И се уште обвинителството, не знам колку помина, више 15 месеци, не може да донесе јавно обвинителска одлука, а јасно е како ден. Не знам што да кажам. Имам информација дека во моментот се правело вештачење. Толку, не знам повеќе што. Мислам дека таму треба да ги упатувате прашањата и да видите тие докаде се. Така. Во едно ваше интервју кое што го следев, имате изјавено дека граѓаните се тие кои што сега има една нова ситуација, кои што го запишуваат имотот на функционерите на нивно име со цел да бидат после тоа на некој начин услужени. Од каде сега пак ваквата појава се наметна во Знаете што, до нас доаѓаат пријави за имоти на функционери за кои што граѓаните сметаат дека се на одреден функционер. Меѓутоа, тие не се пријавени во анкетните листови, ниту во катастарот стојат на нивно име. Што значи дека ризикот да се упише имотот на туѓо име, додека некој е на функција, е многу висок. Од тие причини ние го бараме и законот за потекло на имот, кој што треба да овозможи покрај она што е процес на конфискација, ако не може да докаже од кај му имотот и така натаму, тој правен дел ја не навлегува. Мене многу ме интересира превентивниот дел на тој закон, а тоа е секој граѓанин при стекнување на својот имот да каже од кај му се изворите на средствата за да го стекне тој имот. Тоа е многу важно. Пример, купувате стан, при упишување на станот треба да кажете земав кредит, добив наследство, не знам кои се изворите за да го стекнете тој стан. Така да тука на некој начин, односно не на некој начин, него во суштина граѓаните ќе бидат заштитени. Оние честните. Да, но спрегите ќе може малку да се подраскинат на ваков начин, затоа што нема да учинуваат на некој функционер за противуслуга понатаму, едноставно ќе знаат дека ќе се запали црвено знаменце и дека ќе бидат прашани. Тоа ќе биде како аларм. Да. Меѓутоа, околу законот за потекло на имот, исто така се, да речам, спорите со врвот во правда. Еве самиот министер за правда во една изјава има речено, да речеме, дали има потреба од таков закон, бидејќи кај нас легислативата е толку бројна, а всушност како заклучокот е како да е премногу се на декларативно, а во практика нема ништо. Дали навистина постои потреба од таков закон? Значи ние ја утврдивме потребата. И тие кажуваат дека вака се. Уште во 2019-2020 разговаравме, ја укажувавме потребата од овој закон.
и уште тогашниот министер за правда и тогашниот кабинет на заменик премиер на Љупчо Николовски ја оправдаа потребата, дури кабинетот нели се зазема да биде на еден начин да го правува процесот за подготовка на предлог законот и тој закон се подготвува со поддршка на Советот на Европа. Значи тој закон веќе се подготвува и потребата е утврдена. Да расчистиме тука. Она кај што се разликуваме, можеби или таков печаток се добива во ставовите се добива затоа што тие јавни значи, немаме како ист да пристап односно имаме се работи за пристап во два различни дела. Точно дека е изрегулирана целата процедура како да се конфискува имот во постојните закони. Значи, ама тоа е веќе од кога ќе се утврди имотот, па се конфискува понатаму. Нашата цел е превентивната улога. Значи, ние ставаме тука сега еден превентивни членови. При стекнување на имотот да се декларира од каде е имотот. Као кога патувате во друга земја и цариникот ве прашува што имате да декларирате. Значи, ние се држиме тука. Ние сме превентивен орган и се држиме на превентивната улога на законот. Понатаму се направија членови за, нели, што ќе се случи додека нема судска одлука, може да се конфискува, не може да се конфискува. Значи тоа е строго правен дел во кој што ја не би сакала да навлегувам и не ми е мене фах. Она што сакаме да постигнеме е тоа, токму во моментот на стекнување на имотот, пример, купувате колот, кај ви е таа кола? Ме разбирате? Купувате станот, кај ви е тој стан? Имате имотот, кај ви е имотот? Имате, не знам, злато, сребро, каде е тоа? Ме разбирате? Значи во самиот имаме службени возила кои што се користат за приватни цели. Зошто е тоа пак? Тоа е веќе друг проблем. Така. Тоа е веќе друг проблем. Еве го иницијативно текна кога тоа го збориме постојано за службените возила, кој е ризикот да се користат за приватни цели и од друга страна има уште еден ризик да се користи службено гориво за приватни возила. Значи тој ризик за возилата е двоен. Меѓутоа останува како проблем. Па добро сега, иако се укажува милион пати, речено. Да, се укажува. Па не знам што да кажам. Ако основен мотив на некој за да дојде на некаква функција е привилегијата да вози службено возило, тогаш џабе дошол на функцијата. Тој нема да функционира, тој ќе гледа кај да оди со колата, мислам. Што да кажам? Кога ви е поудобно и кога имате подобра соработка со Грковска, која што сега е како беше за добро управување и за добро владење, или пак со вице-премиерот за корупција, кој што според опозицијата ќе земам за право да речам е познат само по путерот, дури и таков прекар му беше даден. Видете, ние секогаш се трудиме да имаме конструктивна соработка со сите институции, вклучувајќи ги и овие кабинети. Имавме соработка, па со тој кабинет фактички го почнавме подготвувањето на законот. На тој кабинет на Николовски кој ја дадовме целата анализа за користење на службените возила. Врз основа на тоа направија они уредба, не знам, некој подзаконски акт за користење на службени возила и го доставија до сите институции. Така што не можам јас да речам дека неговата позиција беше спорна во смисла на тоа што се наоѓаше во еден вид потенцијален судир на интерес заради тоа што за време на работа нели беше за борба против корупција, а попладне веќе беше кадровик во партијата, односно нели имаше некаква функција во по насоките на Греко, тука имавме нели потенцијален судир на интерес. Од тука почна кршењето на копијата или? Да, ние не сме кршеле копија со Николовски, апсолутно не. Само сакам да кажам дека во ситуации кога сме имале потреба да ја зацврстиме нашата позиција, тоа сме го правеле, затоа што се држиме строго до надлежности кои што ни се дадени со законот. Соработката со Грковска си продолжува и понатаму. Наше е да укажуваме, да даваме препораки, ако таков кабинет за добро управување помогне да се спроведат препораките, сите ќе имаме бенефит од тоа. Знаете како интересен е називот на самата функција, управување и добро владење, кога тоа е во основа најпотребно за да се бориме против корупцијата. Затоа што значи добро владење, што значи добро управување со ресурсите, тоа значи дека се што е државно, државни ресурси, вклучувајќи имот, буџетски средства и така натаму, сите јавни средства добро се управуваат и од тоа народот ќе види бенефит. Се што е спротивно на тоа значи злоупотреба, односно ризик од корупција. Затоа во основа е добро да има такво лице,
Дотолку повеќе што и самиот Греко кажува дека потребно е да има лице кој што ќе се грижи за етичкиот кодекс на однесувањето на избраните функционери, на министрите и така натаму, затоа што и тоа е многу битно. Како впечаток оставаат тие во јавноста? Дали луѓето ќе ги ценат како авторитетни, како луѓе кои што се грижат за јавниот интерес или како некои кои што сакаат дали само да се ги остварат своите привилегии? Така што мислам дека е добро да има некој кој што ќе води сметка и за спроведувањето на етичкиот кодекс. Кога спомнавте Греко, токму од Греко ви беше забележано за истражувањето на потеклото на имот, дека треба да одите малку подлабоко, подалеку и посуштински, не само кај претседателите на суди, туку треба да се офати општо генерално таа не само судска фела, туку и останатите, што во тој случај? Вака сега, ние ги опативме само претседателите, бидејќи по наше барање од судскиот совет не добивме информација за кој суди има највеќе поплаки, за кој суди имаат, не знам, несразмерно долго судење или они немаат во тој момент нема никаква аналитика во однос на судите. Ние немавме можност да избереме примерок. И затоа тргнавме принципиелно сите претседатели. Тоа е тоа. Колку длабоко одиме според тоа што ни е зацртано во нашиот закон. Тоа што значи? Значи дека проверуваме дали тоа што е пријавеното во анкетниот лист соодветствува со тоа што е реално пријавено во институциите, во Агенцијата за катастар, во Министерството за внатрешни работи, во УЈП и така натаму. Тоа е нашата контрола. Од друга страна, исто така проверуваме дали постои несразмерно зголемување на имотот во однос на месечните примања. Кај двајца суди тоа го утврдивме и тие предмети се доставени на надлежни институции. Толку е нашето во однос на само кај двајца утврдивте такви? Да, само кај двајца. Во однос на забелешки, па немаше несразмерност сега. Тоа е тоа. Дали они имаат друг имот, регистрирано друго лице, тоа кој може да каже? Сега во оваа позиција тоа не можеме да го кажеме, затоа велам дека е потребен таков закон за потекло на имот. Да, меѓутоа лаикот граѓанин, знаете што вели? Што ќе ни се анкетните листови, што ќе ни е антикорупцијска ако овие работи не може да се докажат и ако треба нов закон? Значи новиот закон ќе допрецизира повеќе работи, новиот закон. Се работи на допрецизирање на овој закон. Дали ќе биде како нов или до 30% ќе опфатат промените како измена и дополнување? Дали ќе биде оправдан? Зашто да не биде оправдан? Дали ќе се спроведува во реалноста, во практиката, дали ќе донесе резултат? Ја мислам дека да, дотолку повеќе што сега оној софтвер кој што нас требаше да не поврзува со институциите и така натаму, од каде што многу брзо ќе се добиваат информации, веќе ќе почне крајот на јуни-јули да ќе почне да се тестира. Значи и тоа ќе се воведе. Од друга страна ќе воведеме и една апликација по примерот на Словенија, која што исто така овозможува поголема поврзаност и со бизнис секторот, така што мислам дека ќе си биде се оправдано. Овој софтвер кој што го вклучува и регистарот на избрани и именувани лица, ќе има електронски начин на доставување на анкетните листови, што значи нема да има можност некој, како што имаше пример сега со судиите што излезе во порталот, сакам да кажам, дека не пријавиле, дека едноставно нема податок. Значи, тогаш ако не стави податок на одредена графа, нема да може да иде понатаму. Така што дигитализацијата ќе си го направи своето и во овој дел и мислам дека ќе биде многу по-софистицирано и полесно да се дојде до податоци. Ако тоа се подкрепи со законот за потекло на имот, да не може да ставаат на друго име, тоа што е нивно да биде само нивно, тогаш ќе се полесни уште повеќе. Подлежи ли антикорупцијска комисија на некакви притисоци? Дали од граѓани, дали од политички партии, дали од... Ако го исклучиме овој обид за некаков притисок од страна на правобранителот, други притисоци немаме. А доколку имаме, знаете дека ние имаме одредба во законот која што ни дава за право да го известиме собранието. Така што ние ќе си ја користиме таа одредба, ако некој се реши да врши притисок врз антикорупцијска. За крај за окружување, верувате дека ќе биде подобро, дека ќе не биде и полека ќе ја намалуваме корупцијата во државата после сите овие така речено сопки кои што им ги ставате и на граѓаните и на функционерите за почисто општество во сите сфери? Ако не верував, немаше ни да се нафатам на оваа работа и немаше ни да ја работам вака како што ја работам. Така што верувам и сакам и другите сите да веруваат дека може. Може би поединец не може да го смени целото општество, меѓутоа менувајќи околината околу себе ќе придонесе за менување на целото општество. Секој нека работи во својот двор, нека чисти,
Ќе дојдеме до почисто општество, верувајте и вие. Знаете како велат, надежта последно умира, па останува да се надеваме, ништо друго. Абе, ние имаме златна земја, од природата наградена најубава на свет. Значи, само од нас зависиш каква ќе ни биде нашата земја. Ако ние сме најпочитувани работници во странство, зашто нашата земја да не си ја доведеме уред? Од нас зависи, нема од кој друг. Очигледно нешто ни фали. Ќе видиме што во догледно време. Ви благодарам многу за одвоеното време, ви благодарам што бевте гостин во ова интервју. Почитувани беше ова претседателката на антикорупцијска комисија Билјана Ивановска. До следното наше видување, секое добро.